Добар ден, почнува првиот дневник на Канал Плюс. Еве ги настаните на денот. Штипската населба Чардаклија конечно ќе добие асфалтирани улици, ќе се реши голем проблем, велат жителите. Се намалуваат казните за компаниите. Собранието изгласа измени на 3 закони. Санкциите ќе се нивелираат согласно со економската моќ на субјектите. Црвен крст и Дом на млади Штип подготвуваат голема летна крводарителска акција со музички хепенинг. Летото е период на можен недостиг на крвни залихи во болниците. Собранието на Македонија даде зелено светло за измена на 3 закони, од кои бенефит ќе имаат и граѓаните и стопанските субјекти. Со измените на законите за прекршоци за општа управна и парична постапка ќе се намалат казните за компаниите и ќе се подобрат условите за работа, оцени Сојузот за стопански комори. Санкциите ќе се нивелираат согласно со економската моќ на субјектите. Собранието на Република Македонија на вчерашната седница усвои 3 значајни измени на закони со кои во голема мерка им се олеснува работењето на стопанските субјекти. Индиректно, бенефит од овие закони ќе имаат и граѓаните. Всушност беа изгласани следните закони или нивни измени: Законот за прекршоци, Законот за општа управна постапка и Законот за парнична постапка. Овие закони, како што нагласи Илија Димовски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН, се донесени врз база на длабоки и сериозни консултации со стопанските комори, занајчиските здруженија и сопствениците на мали и средни предпријатија. Првиот критериум е вкупниот приход во претходната фискална година. Овој критериум ќе влијае на изрекување на санкцијата почнувајќи од минимални 10% за фирмите кои оствариле приход до максимални 500.000 денари, па се до 70% за фирми кои остваруваат приход од над 100 милиони денари. Вториот критериум е просечниот број на вработени врз основа на кој ќе се изрекува санкција во висина од 5% за фирми кои имаат максимум 9 вработени, а такви се над 60.000 од вкупно 70.659 фирми или над 85% од вкупниот број на фирми во Република Македонија. Поконкретно и поедноставено, примената на овие закони во праксата би изгледала вака. Глоба во иста висина, како до сегашната, ќе плаќаат само фирмите кои имаат над 250 вработени, а се 0,3% од вкупниот број на фирмите во Македонија и имаат годишен приход од најмалку 100 милиони денари. Сите други фирми ќе имаат далеку помали глоби. Значи, ја повторам, глоба во иста висина како досега ќе плаќаат само фирмите кои што имаат над 250 вработени и над 100 милиони денари вкупен приход. Пример 2. Овој пример пак е најповолниот. Ако фирмата на која е изречена глоба има до 9 вработени и остварила приход од најмногу 500.000 денари, а претходно не била санкционирана, ќе плати само 15% од сумата која претходно пред донесување на овој закон требало да ја плати. Односно, ако пред 3 дена била санкционирана ваква фирма со глоба во висина од 500 евра, со примена на овој закон, кој вчера го изгласавме, таа глоба ќе биде само 75 евра. Собранието на Република Македонија вчера изгласа 3 закони со огромно значење за фирмите и граѓаните. Собранието во иднина ќе има голема обврска за усогласување на многу материјални закони со овие 3 закони, но ние сме спремни да ја исполниме таа обврска, заклучи Димовски. На 1000 крвни единици подарија Беровчани во редовната крводарителска акција. Во акцијата се вклучи и градоначалникот Драгина Джински. Берово е една од општините каде масовно се дарува драгоцената течност.
Општинската организација на Црвен крст од Берово во соработка со Институтот за трансфузиологија од Штип во просториите на општинската зграда на општината Берово организираа крводарителска акција како дел од редовните програмски активности на Црвениот крст на Република Македонија. Општина Берово важи за една од општините во кои редовно се организираат крводарителски акции во соработка на Општинската организација на Црвен крст со републичките заводи за трансфузиологија, во кои целта е да се поттикне чувството за хуманост кај граѓаните кои се помасовно излегуваат и даваат допринос со зголемен број на крвни единици, се со цел да се спаси животот на оние граѓани на кои што им е потребно. Своја поддршка во акцијата даде градоначалникот на општина Берово Драги Наџински, како редовен поддржувач на овие акции кои што се организираат во Берово. Инаку во текот на акцијата на Општинската организација на Црвен крст од Берово беа собрани повеќе од 100 крвни единици, со што се потврди дека беровчани се доста хумани луѓе, затоа што на секоја последователна крводарителска акција расте бројот на хуманите луѓе кои несебично ја даруваат сопствената крв, која и тоа како ќе биде добре дојдена за оние на кои што навистина им е потребна. Голема летна крводарителска акција со музички хепенинг ќе се реализира во среда 29 јули во Дом на млади Штип во периодот од 9 до 16 часот. Крводарителската акција е во организација на Клубот на млади на Црвениот крст и Дом на млади Штип, а за секој крводарител е обезбеден скромен подарок и благодарница за покажаната хуманост. Општина Штип продолжува со активности за асфалтирање на улици во градот. По подготовката на улица Лески во населба Баби, која се очекува да започне да се асфалтира во вторник, од денес почнуваат подготвителни активности за асфалтирање на улица Рибник, која води од бањата Кежовица до градските гробишта и на улиците во приградската населба Чардаклија во вредност од 4,6 милиони денари. Општина Штип интензивно работи на асфалтирање на улиците во Штип и околните места, каде во моментот работи на 4 сообраќајници. Од денес започнуваат подготвителните активности за асфалтирање на улицата Рибник, која води од бања Кежовица до градските гробишта и на улиците во приградската населба Чардаклија. Вчера заврши тендерот за улицата Рибник, која што се наоѓа на потегот од бањата Кежовица, вклучително со големиот паркинг, па се до градските гробишта, односно до излезот на регионалниот пат. Вредноста на проектот е 1,9 милиони денари, а ќе се асфалтираат и улиците во Чардаклија, за што се издвоени 4,6 милиони денари, каде што исто така течат подготвителни активности. Жителите во Чардаклија после 50 години ќе добијат асфалтирани улици. Задоволни се од локалната власт и градоначалникот Илчо Захариев. Ова е од големо значење, бидејќи до сега ја откако памтам за мене 50 и неколку години во Чардаклија нема еден сантим асфалт. Сега со ова ќе се подобрат условите за живот. Нема да се гази зимно време кал, бидејќи знаеме каква е ситуацијата зимовска, кал, вода. Дечињата на школа ќе одат безбедно, така да кажеме, нема да газат по калта, нема да си доваѓат да одат на школа мокри, каливи и дома исто враќање така. Сум 54 години, до сега нема ништо у селото ставено, едно сантим асфалт. Доваѓале са гарнитури, градоначалници, друго, трето, сега благодарение на ВА локална самоуправа и на градоначалник Илчо Захариев со големо залагање ќе добиеме конечно да се асфалтират улиците. Асфалтирањето на улицата Лески во населба Баби пак ќе започне во вторник. Општинскиот Црвен крст од Кочани имаше едукативна средба со жителите во објектот Стара касарна. Целта е ромите да се едуцираат како да го заштитат своето здравје на овие високи температури и во субстандардните услови во кои живеат. Општинската организација на Црвен крст од Кочани заедно со Центарот за информирање и ромските здруженија реализираа проект за помош на лицата од социјално загрозена категорија кои живеат во Стара касарна во Кочани, каде поголемиот дел од семејствата се од ромска националност кои живеат во доста тешки услови. Од таа причина представници од Општинската организација на Црвен крст и од ромските здруженија ги информираа лицата кои стануваат овде за нивните права, вклучувајќи ја здравствената заштита. Се работи за здравство. Во случајот ќе зборуваме за заразните болести, како да се заштитиме, имајќи во предвид дека условите во кои тие живеат се со висок ризик за вакви заразни заболувања,
Па преку овие информации сепак да знаат како да се запазат од едно такво заболување, ако веќе дојде како да постапат, да се лекуваат и така. Објектот е пред целосно распаѓање. Условите за лична хигиена се на ниско ниво, што може да биде причина за нарушување на нивното здравје, особено на здравјето на децата. Овде луѓето се заинтересирани, тие секако дека сакаат да им се подобрат и условите за живот, меѓутоа во ситуацијата кога не сме во можност тоа да го сториме, барем да ги информираме за да знаат во вакви услови како да се однесуваат. Ваквите активности се од големо значење за овие семејства поради нивниот економски и социјален статус. Инаку проектот е финансиски поддржан од Германско друштво за интернационална соработка. Летниот период образовните институции најчесто ги користат за реконструкција или уредување на просториите. Таков е и случајот со детската градинка Вера Цирвири 3 во Штип. Ке се обновува инвентарот, а ке се реализира и планот за оспособување на просторија за часови по физичко воспитување. Со оглед на тоа што е намален бројот на децата во текот на летото, во детската градинка Вера Цирвири 3 во Штип, градежните активности се приоритет, со што се подобруваат просторно-хигиенските услови за наредната учебна година. Она што е предвидено за наредниот период е обелување на дел од просториите во клоновите за кои раководството е на мислење дека има потреба, а ќе следува и обновување на инвентарот. Истовремено со интериерот ќе се уредува и екстериерот на централната градинка. Оваа година веќе е распишан тендерот за пренамена на тераса во спортска сала и за некаде за недела до 2 ќе почнеме со овие градежни активности. Исто така, бидејќи згрижуваме дечиња, инвентарот во градинката се амортизира и од таа причина ќе распишеме тендер во тек изготвување на техничка спецификација за набавка на столчиња, масички, креветчиња, душечиња, се со цел да ги подобриме условите во градинката. Спомнатата тераса ќе биде проширена, покриена, ќе се постават ПВЦ прозорци, со што во новата просторија ќе има идеални услови за реализирање на часовите за физичка култура, нешто кое досега недостасуваше. Она што е од големо значење и е најсензибилно е исхраната во градинката, посебно во летниот период. Со цел децата да добиваат квалитетни оброци, храната се подготвува според ХАСАП стандардите, според кои е изготвено и соодветно мени. Во нашата градинка имаме една централна и 3 прифатни кујни. Храната е подготвувана во централната кујна и овде си има лица вработени, стручни, кои што внимаваат во летниот период, за чување на храната, начинот на приготвување на храната и досега немаме случај за расипана храна или труење на дечињата од храна. Инаку храната, како што кажав, е подготвувана во централната кујна и ја дистрибуираме во соодветни садови до прифатните кујни. Летниот период е карактеристичен по тоа што се намалува бројот на корисници на услугите на детската градинка и тоа според Коцев засега само 300 дечиња се евидентирани, а додава дека веќе од 1 август и овој број ќе се намали. Од 1 септември се очекува сите 620 деца да се вратат во занималните во сите клонови на детската градинка Вера Цирвири 3. Вечерва во Пробиштип почнува Пробиштип Самер фестивал. На второто издание на фестивалот на пивото, скарата и добрата музика, вечерва настап имаат познати домашни музичари. Минатата година ова летно случување беше настан на годината, а годинава општината се потруди да ги задоволи дури и најприбирливите вкусови. А утре на летната сцена во Центарот на култура Бели Мугри во Кочани концерт ќе одржи популарниот македонски метал бенд Chromatic Point. Музиката што ја создава Chromatic Point представува несекојдневен спој на енергичен метал и традиционални македонски фолк елементи. Концертот на Chromatic Point е содржина од манифестацијата Топол културен бран, поддржана од општина Кочани и од Министерството за култура на Република Македонија. Во програмата на Топлиот културен бран утре вечер во Пробиштип и настапот на Сара Мейс, а во Берово стендап ќе има Сашко Коцев. Во последните 2 дена, 2 деца, едно од Швајцарија, а друго од Словачка, починале од високите температури, откако нивните родители ги заборавиле во вжештен автомобил. Во Словачка 2-годишното девојче починало во паркираниот автомобил, откако семејството наместо да ја однесе во градинка ја заборавиле на седиште.
Второто девојче починало во град во Швајцарија откако мајката го оставила детето само во автомобил. Велика Британија мора да остане во Европската унија за да продолжи да влијае на светската сцена, изјави американскиот претседател Барак Обама. Претседателот на САД исто така истакна дека Европската унија го прави светот побезбеден и попросперитетен. Кина ќе гради 2 нуклеарни електрани во Иран, односно во земјата ќе почне изградба на 4 нуклеарни електрани во следните 2 до 3 години истовремено. Кина двете нови електрани ќе ги гради во крајбрежната зона Макран на југот на Иран. Предвидено е во градежните работи да учествуваат над 20.000 работници и инженери. Во Турција за време на полициска операција во 13 провинции се уапсени 251 учесник во различни терористички групи, вклучувајќи ја Исламска држава. Лицата се нејзини членови и на Курдската работничка партија, како и сродни организации. Одлуката за операцијата беше донесена откако џихадистите од Исламска држава бомбардираа од сириска територија турски војници во провинцијата Килис. Полицијата на хрватскиот остров Корчула денес уапсила 24 годишна жена под сомнение за намерно подметнување неколку пожари на островот. Полицијата тврди дека на 21 јули пироманката запалила нискостеблеста шума и трева на 2 места по крепатот, а потоа предизвикала пожари во складиштето на еден од рестораните на островот. Следниот ден таа одново запалила сува трева и нискостеблеста шума што довело до голем пожар. Фудбалскиот клуб Работнички се пласира во третото квалификацијско коло во Лигата на Европа. Романтичарите во реваншот ја совладаа Јелгава со 2:0, со што ја надополнија негативата од 1 гол која ја имаа по првиот меч. Работнички на Филип II, прашањето околу патникот во третото коло го реши за 17 минути игра, кога беа постигнати двата гола. Првиот гол го постигна капитенот Бажи Илиоски, кој со глава го матираше летонскиот голман по нафрлувањето на Цикарски. 11 минути подоцна, Суаца Хити лесно се справи со одбраната на Јелгава и му ја донесе посакуваната предност на Работнички. Противник на Работнички во третото коло ќе му биде турски Трабзон. Првиот меч на програмата е на 30 јули во Скопје. Реваншот е на 6 август во Турција. Со вестите од спортот завршува ова издание на Дневникот. Останува уште временската прогноза која не најавува скоро освежување. Останете со програмата на Канал Плюс, наредниот Дневник е во 20 часот. Пријатен ден!